нашиот патрон и да ги проследиме подготвените содржини од нашите ученици. Чест и задоволство ми е да ја отворам оваа свеченост и на сите учесници да им посакам успешен настав и пријатно дружење. Свеченоста ја прогласувам за отворена. Страшо Пинчев не беше само име запишено во историјата. Тој беше млад човек со големо срце, со храброст што ги надминуваше годините и со љубов кон татковината што не познаваше граници. Тој веруваше во слободата, во правдата и во иднината на својот народ. За тие идеали се бореше, страдаше и го положи својот живот. Неговото дело остана да сведочи дека вистинските вредности не изгодуваат со времето. Неговата жртва не беше залуда. Таа стана темел кој се градеа генерации што уче да ја ценат слободата, достоинството и знаењето. Нека е вечна славата на Страшо Пинчев. Нека ни е честит патрониот празник. За поздравен говор ја го викувам директорката Љубица Толовска да ни се обрати и да го сподели својот случај. Драги ученици, родители и пријатели на нашето училиште, дозволете ми да ви посакам искрено добре дојде на обележувањето на нашиот патронен празник. Денешниот ден има посебна тежина и значење. Тој не е само свеченост, туку чин на почит кон ликот и делото на нашиот патрон, чие име го носиме со одговорност и достоинство. Да се носи тоа име значи да се живеат вредностите кои што тој ги застапува.
храброст, истреност, чест и љубов кон патковината. Нашето училиште континуирано работи на напредување на воспитно-образовниот процес, на развивање на знаењето, вештините и моралните вредности кај учениците. Резултатите што ги постигнуваме се плод на заедничката посветеност на наставниците, поддршката од родителите и трудот на учениците. Како раководство, остануваме цврсто определени кон квалитет, дисциплина, соработка и создавање безбедна и потикнувачка средина за секој дете. Нашата цел е јасна – да изградиме генерации кои ќе бидат образовани, одговорни и подготвени да придонесуваат за општеството. Ви благодарам за присуството и поддршката. Нека ни е честит и достоинствено обележан патрониот празник. Почитувани, поради оправдани причини, градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, не е во можност да присуства на овој свечен чин. Но своје обраќање ќе има представникот од општина Неготино. Ја повикуваме господја Цветанка Недева. Знам дека сите ме знаете какво имам шо. Почитувани наставници, ученици и гости, чест и задоволство ми е што како представник на општина Неготино, советник за образование, сум присутна на денешното обележување на патрониот празник на вашето училиште. Ова е место каде што се развиваат таленти, се градат кариери и се создава дел од еднината на општина Неготино и на Република Македонија. Во име на градоначалничката на општина Неготино, госпожица Марија Нацева, која поради неодложни службени обврски не е во можност да присуствува на настава, да ги пренесувам нејзините срдечни честитки по повод патрониот празник на училиштето Сташо Пинџер. Со искрени желби, новите знаења и успеси да бидат воделка во одвивањето на секојдневната просветна дејност. Основното училиште Сташо Пинџер е образовна установа во која поминале генерации и генерации млади луѓе и кои имаат голема улога во развојот на просветната дејност во општина Неготино. Продолжувајќи по тој терк и со примена на нови и современи методи на работа, согласно времето и напредокот на дигиталната технологија, вашето училиште ги гради и образува идните работници, интелектуалци и други, градејќи на тој начин и едината на општината. Одбележувајќи го патрониот празник, посакувам со взаемна соработка на релација општина Неготино, основно училиште Сташо Пинџер, да ја постигнеме посакуваната цел, а тоа е остварување на заеднички, повисоки и достојни резултати и на задоволство на учениците и на наставниците, да продолжиме да се гордееме со успесите на училиштето. Како општина имаме етаблирано многу успешна соработка со училиштето, при што максимално и посветено сме вклучени со поддршка на вашите активности. Нека е за многу години патрониот празник, а желбата за многу знаења и успеси нека биде воделка во одвивањето на секојдневната просветна дејност. Ви благодарам. Благодариме Цветанка Емшева, се извинуваме на најдената грешка. Денес сме собрани со особена чест и задоволство да одбележиме еден убав момент. Момент на признание, благодарност и почит. Од оваа учебна година, согласно правилникот за работа на нашето училиште, се воведува доделување на признанија за истакнати вработени. Со ова сакаме да го вреднуваме трудот, професионалноста, посветеноста и придонесот што секојдневно се вложува во воспитно-образовниот процес и во функционирањето на училиштето. Успехот
на едно училиште не е резултат на поиденец, туку на заедничка работа, меѓусебна подршка и искрена посветеност. Денес ќе ги прогласиме најдобрите во следните категории: најдобар одделенски наставник, најдобар предметен наставник, најдобар административен работник, најдобар работник од технички персонал. Признание за најдобар одделенски наставник. Ова признание се доделува за исклучителна грижа, посветеност и љубов во работата со учениците, како и за создавање позитивна и потикнувачка училишна средина. Со својата професионалност, креативност, На литературниот конкурс на тема "Љубовта кон татковината е исконска сила во срцето на народот" учествуваа ученици од 7 и 8 одделение. Наградени се следните ученици: трето место Лазар Бојков, второ место Јудица Стојанова, прво место Александра Куџиска. Прво наградената творба. љубовта кон татковината е исконска сила во срцето на народот. Домот е местото од кое започнува се. Првата прекратка, првиот збор, првата вознишка, првите зборови. Во него се внездени спомените, тивките молитви, чувството на припадност, сигурност и љубов. Кога за прв пат ги расшириме нашите крилја во овој свет, и запознаваме нашиот јазик, нашето потекло, нашето огниште, растеме и ја запознаваме нашата мала крутка земја, а созревајки ја продолжуваме љубовта кон неа, нашата татковина. Овде е нашето семејство, пријателите, нашите соништа. Тука растеме, учиме и се градиме како личности. Наша должност како млади луѓе е да ја чуваме, сакаме, почитуваме нашата татковина. Македонија, татковина моја, ти си мојата љубов и мојата сила. Ти си моја прва мисла која ќе го слушнам зборот дома. Во твоите планини, реки и полиња се крие убавината што ми го исполнува срцето со гордост. Ти си земја на сонцето, на песната и на храбрите луѓе кои низ историјата се бореле за слобода и достоинство. Те носам во срцето каде и да одам, затоа што ти си мој дом и моја гордост. Македонија не е само земја на природни богатства, таа е херойска земја. Делото на нашиот патра, Страшо Пинџо, ни учи дека љубовта по татковината значи пожртвуваност и храброст. Неговите идеали за слобода и правда и денес не потикнуваат да бидеме подобри луѓе. Љубовта кон татковината е исконска сила, длабоко втукана во срцето на секој македонец. Тивка заклетва што се пренесува од колено на колено. Таа е јазик што го зборуваме со гордост, традицијата што ја чуваме со љубов и надежда што ја носиме во недмината. Таа е пламен што не собира околу заедничко огниште и не подсетува кои сме и од каде доаѓаме. Нашата татковина е наше мирно, спокојно, сакано место. Редок бисер кој со себе носи топол сјај. Место на топли и срдечни луѓе, чии срца чукаат и седмосменски такт. Горда сум што сум една од нив. Во рамки на патронатот учествуваат седоа и ученици на ликовниот конкурс, кои со своите
трудови дополнително ќе бидат објавени, а најдобрите ќе бидат наградени, како знак на признание за вложениот труд и инспирација за понатомошното творење. Им честитаме на сите учесници и им посакуваме уште многу успех и креативни достигнувања. Нашето училиште со гордост чекува по патот на современото и иновативно образование, преку активно учество во меѓународната соработка во рамките на Еразмус+. Во овој момент сме вклучени во 3 Еразмус проекти, кои значително придонесуваат за развојот на наставата и за професионалниот раст на наставниците. Првиот проект е НЕЛКА, мрежа на извонредни училишта, преку кој станавме соосновачи на меѓународна асоциација на иновативни наставници и училишта и развиваме методологија за унапредување на образовниот процес. Вториот проект, Smart Green Spaces, ни возможува да интегрираме урбано градинарство и дигитално образование. Преку него реализираме активности како училишна градина, мерење на микроклимата и примена на современи наставни сценарии. Во рамки на овој проект е изработена и програма за слободен изборен предмет Паметни зелени простори, која е одобрена од Бирото за развој на образованието. Третиот проект, Мостови на разбирање, е насочен кон градење инклузивност и промовирање култура на разбирање и почитување во образованието, преку јакнење на компетенциите на наставниците за работа со различностите кај учениците. Продолжуваме посветено да градиме модерно, отворено и квалитетно училиште, кое создава услови за развој на секој ученик. И за овој дел од свеченоста ќе кажеме дека само мал дел од сето оно што го создава нашето училиште. За училиштето и за неговите успеси може да се зборува долго, затоа што за секој резултат стои труд, посветеност и заедничка работа. Но денес славиме преку зборува таму каде што зборовите завршуваат. Со посебно задоволство да покануваме да уживате во културно-политичката прослава што следува. Подгответе се за силен ритм, цврст чекор и вистинска македонска енергија. Коминското оро е символ на храброст, борбен дух и непокорна Македонија. Тоа е оро што се игра гордо, со исправена глава и срце со полно со љубов кон татковината, а сега таа енергија на сцената ќе ја донесат нашите второоделенци. Мали по години, но големи по ентузијазам и срце. Иако се најмлади, нивната љубов кон татковината е голема колку и нивните настави. Да ги поздравиме со силена.
Ке се спомне Македонија, незината душа најсилно одекнува во народната песна. Во тие мелодии се вплетени векови љубов, копнеш и надеж. Тие песни не се само зборови и тонови, тие се нашата историја испеана со срце. Билјана платно певеше е повеќе од песна. Таа е слика од нашата минута. Мирис на езерска свежина. Трепетно младо срце покрај бистрите води на Охрид. Во неја живее убавината на македонската девојка. Чистотата на душата и нежноста на нашата традиција. Со секој стих се враќаме чекор наназад. Таме каде што песната се пеела тивко, но гордо и се чувала како најголемо богатство. Дозволете и на оваа песаревенска мелодија да ве допре, да ве потсети кои сме и од каде доаѓаме. Со особена чест, вие најавуваме Билјана платно певеше.
Македонија е мала по големина, но огромна по убавина. Таа е земја каде планините гордо се изгнуваат кон небото. Шаркванина со своите врвови, бистра со мирисот на борови шум, кораб да го чува на тишината и височината, но нивната сенка се кријат зелени ливади, бистри избори и патеки што водат кон спокој. Незините езера се како огледала на душата. Но најголемата убавина на Македонија не е само во природата, туку во луѓето, во песната што одекнува на свадби и простори, во ората што се играат со гордост, во топлината на македонските души. Македонија е мирис на липа во пролет, златно поле во лето, шарена шума во есен и снежна планина во зима. Таа е приказ на што се живее, љубов што се чувствува и татковина што се носи во срцето. Таа е мојата Македонија. Таму сонце касно заорја, кај се на среќа мириса на Македонија, кај се на среќа мириса на Македонија. Таму Вардар земја милува, бело таму со песна почнува. Таму е мојата фамилија. Што да кажам малку срце гради ке ми распукне. А штом доше зајди, зајди запе сите до
Сакам дома да се вратам. Постојат песни што не се пеат само со глас, туку со срце. Песни во кои е препознавана татковината, нејзините планини, реки и бескрајни болини. Песни што не подсетуваат дека каде и да одиме, корените секогаш не враќаат дома. Земја моја е песна, исповед исполната со љубов, благодарност и гордост. Во неа одекнува силната врска меѓу човекот и родната грудка, меѓу минатото што обликувало и иднината што ја гради. Еко оваа изведба биде момент кога сите заедно ќе почувствуваме топлината на зборот татковина. Ве покануваме со внимание да ја проследите песната Земја моја.
чекорот, ритмот и носиите се пренесуваат традицијата, обичаите и духот на минатите генерации. Фолклорот не е само игра, тој е жив споменик на нашата историја, култура и идентитет. Уживајте во убавината и енергијата што ја носи ова оро. Следува изведба на македонското народно оро Поречки игри, дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ.
доцна ноќ, кога тишината зборува погласно, седам сама со спомени што болат. Во мисли ме тапнаш. Народот шепоти, изморен, но исправен. Тешки чекори влечат болка, а во срцата се гнездени вековни борби и немирни соништа. Животот проиграни на место демови. Мајките го замесуваат хлебот во тишина. Секој запах, мирис на мака. Во секој стип се слуша полку, на мајка што чека син, на жена што чува око. А од него се издига крик против неправдата на милосердие. Народе мој, со очи полни со надеж и срце во трепет, во твоите раце се држат вековите искајани со солза и светло. Низ мракот, студен и гладен, ти жекуваш напред, со песна, со труд. Во дивката ваташа се роди момче со немирен поглед. Кога шепотало татковината дивно во ноќта, тој ја слушнал. Сеќите на времето, една искра, се криеше меѓу планините. Име што не се заборава, Стражо Петју! Со човек што стои исправен, дури кога и светот се руши. Секој негов чепорет е слободна за неговиот народ. Нека се покори. Уште како дете научи дека неправдата нема лице, а слободата цена што ја плака на храбрите срци. Страшно не зборува од битка, зборува од прав, гласно и чисто. Народ што молчи, е народ што исчезнува. Нека се покориме! И кога војната затрпа на правото, тој не се двомешниот лик. Го напушти домот и застапи ги народот. Неговата сила беа зборови. Зборови што окревале народот и ја трепеле надежда. Слободата не е подарок, слободата е подвиг. Слободата е роза. Оние што не се плашат да зборуваат, сите молчат, да чекорат. Кога сите се поплекуваат, да останат, кога сите заминуваат. Неговиот живот не е негов. Тој е дар за оние што го следат. Слободата се освојува, а храброста е нашето оружје. Колку болка да поднесе еден народ. Колку пати што ќе изгуби воз. Колку неправди ќе премолчи. Ако ја сочуваш организацијата, секој ден е борба, секоја ноќ е чекање, но не се покоруваме. Нема темнено што може да ја изгаси нашата светлина. Слободата е наше право. Никогаш да не заборавиме! Нашата вера е поголема од сите. Нашиот дух е повисок од секоја планина. Никогаш да не се покориме! Го фатија, го мачеа, го кинеа, како дрвото е безкровен. Но тој, камен, Не предал ништо. Не предал никого. Само едноставно. слобода! Тој не живееше долго, но живееше за секој. Слободата не е подарок, слободата е живот. Тој даде се за вас. Неговата крв, неговиот живот. За слободата да не изгине утре. Од патот борец се раѓа легенда. Од тишината некога. Сила за живот. Од едно срце се будат илјада. Дене славиме, слободата е наша! Слобода родена од храброст, оживеана од вера. Страшо Пичу не е само херој. Тој е народот. Слободата не се дарува, слободата се освојува. Ние сме неговиот чекор, ние сме неговиот глас, ние сме Страшо Пичу! Со векови постоиш.
земја горда, прекрасна. Во срцата наша се емоција ќе ја пренесе силната порака за почит, гордост и припадност на Македонија. Почитувани присутни, доаѓаме до крајот на нашата свечаност, но
но духот на патриотизмот, песната и заедништвото продолжува да живее во секој од нас. Да поминуваме сите да станете и заедно со силен аплауз, со гордост и силна емоција да го пееме на љубавите македонски песни, како заеднички поздрав на нашата татковина и како порака дека македонското срце чука единствено и силно. Со ова изразуваме нашата благодарност на сите учесници во програмата, кои со својот труд, талент и љубов избогатија оваа свеченост и оставија трага на оваа сцена. Како овој заеднички момент биде символ на гордост, единство и почет на Македонија. И благодариме и на честит патрониот празник.